Добар ден, среќен ден, драги наши, каде и да сте. На прагот сме на најновото издание на Фолк Естрада, во која, како што знаете, ни гостуваат врвни имиња од македонската фолк сцена. Така ќе биде и денеска. Со нас, како и секојаш, е нашата Кристина Криси Тимовска. Здраво, Криси. Здраво, како си ми? Повели во шоуто? Добар ден, драги мои. Како си ми? Скоро идеално. Така е. Беше на екскурзија, проф-екскурзија, како си помина во Германија? Да, имав едно мало гостување во Германија. Овој пат да ги поздравам моите домаќини во Ајнбек, а за деталите ќе ти раскажам покасно. Сега да се После вратиме снимање. на нашите теми. Така е. Во ова издание на Фолк Естрада ни гостуваат два големи вокала. Тоа е една многу позната двојка од фолк сцената. Посилната половина на оваа двојка е некронисаниот крал, вистински бард на македонската народна песна. Токму така. А дамата е една прекрасна личност. Со приубава става и со кристален глас. Слушнете ја. Колку пати заборавила, а ова срце кој го прашува, колку љуби, колку тагува. Каде среќа да те побара, од тага кај да побегна, ништо друго не ми остана, само една болка голема. Капни солзови се стоице,
Kažem jedan da mi nanižeš, da go nosa jasna dušava. Kakvi sozo tvoj me ostava, da go nosa jasna dušava. Kakvi sozo tvoj me ostava. Zujica Lazova i Kapni Solzo. Здраво, Зуица. Добре ни дојде Каже, во добре ве Фолкестрада. најдов, добре ве До најдов. кога ќе капеме со солзи? Доста е за почеток само. Солзи радосници нека се, не мора да биде од тага, нели? Токму така, Зуица. А понатаму ќе продолжиме весело. Токму така, затоа сме денеска овде во Фолкестрада да запееме и нешто кај што нема солзи. Нема да има солзи, ветувам, затоа нека останат да не следат понатаму. Благодариме, повели. Повелете седната. Odem ti v kobolka krijal što te ostavam. Sam da živim i da pijam, da zaboravam. Nek za tje crni oči mladost okride. Malko mi se 300 nogi da mi pomine. Nade, crna nade, kaži što mi napravi. Ova srce se ti dade, to izneveri. Nade, crna nade, kaži što mi napravi. Ova srce se ti dade, to izneveri. Ako utre nekoj praša, zašto saluvaš? Nemoj mene crna nade da me spomenuvaš. Kažite kako došlo, takav i nalog. Sakam da sam samo senka, ja sam vina tog. Nade, crna nade, kaži što mi napravi. Ova srce se ti dade, to izneveri. Nade, crna nade, kaži što mi napravi. Ova srce se ti dade, to izneveri. Ova srce se ti dade, to izneveri. Дами и господа, веќе чувте и знаете за кого се работи, господинот Наум Петраски. Добро дојдовте. Добре, најдов. Како? Овде во Фолкестрада, наумче. Благодариме. Како сте ми? Многу добро. Се стремам кон одлично. Така е, така треба. Повелете седната. Благодариме. Сите сме на број и подготвени за акција. Зуица и Наум, Акшн. здраво, живо. Добре дојдовте Живот, добре ве најдовме. во Фолкестрада. Зуица, Атмосфера. Домаќинство. како вие двајца успевате како многу ангажирани естрадни фолкометници да се справите со сите оние турбулентни ситуации?
Успеваме. Дополнително што сте заедно често пати ангажирани. Значи, успеваме, се снаоѓаме, веќе сме уигран тим, ама тимот не е составен само од мене и од Наум, туку тимот го сочинува и уште еден член, значи нашата баба Анастасија, која што несебично ни помага, мајка му на Наум, која што е тука да се грижи за децата, за да можеме ние вечер, овај денеска да се дружиме со сите вас и со гледачите. Токму така е. За да можеме да благодарност. бидеме јавно, за да можеме Анастасија, поздрав. да, за да можеме да имаме често пати настапи заедно. Така што мора некој нели да остане да ги чува оние две ангелчиња дома. Токму така. Што има ново? Па ново се припремаме сега, значи од оваа година почнавме да се припремаме за наредната. Заедно со Авор продукција, Што ќе има? па 30 години. Машала, Од 30 кариера, години, и тоа машала. Кариера, браво, немче. А кога И поминаа 50 години од роден ден. Од роден Значи, ден, така. убави јубилеи. Браво, браво. И ќе правиме еден голем концерт. Ќе има ново изненадување, Едва и нов чекаме. албум, нови песни. Едва и чекаме. Подкрепен со албума. Така. Значи, Фин. ќе биде многу интересно во секој поглед. Така. Таков грандиозен јубилеј мислам дека ја заслужува. Вистински. Заслужува Концерт. публиката. За жал мислам дека нема да биде во универзална сала. За жал се уште се Да. Да. реновира. Ама ќе видиме. Веројатно ќе биде опера. Најверојатно сајмиште. Опа. Да, Ќе се спрема голема журка. Да. 30 години не се малку. Не се малку, Не се наистина. Малку да се навратиме во детството. Имам чуено дека прв пат Така, да. стизлегле на сцена на 6 години и тоа во Хрватска. Така е, во Загреб, да. Како таму дојдовте? Како што било Со тоа? културно-метничко друштво, Така? да, мајка ми го имаше спремено и беше на смотра на фолклорот 74 година. Годината кога јас сум се родила. Јас ќе нисам почнал била да ни во план. пее. И баш имавме настап и со сестра ми пееше. Пред 5000 луѓе, така да беше баш Стресно? убаво огнено крстење. Да. Огнено крштевање. Да. И имам слики, баш бев... Многу бев малешко. А беше добро. Зуица, вие кога прв пат стапнавте на сцена? Јас од некој свој, ајде да не речам пет е многу амбициозно, ама така некаде беше 5-6 години, почнав да свирам. Инаку со пеење многу покасно во животот. И никогаш не сум ни помислувала дека некогаш ќе бидам пејачка, си бев хармоникаш, фино, лепо и красно. Меѓутоа, животот не знаеш на која страна ќе те однесе. Па така, многу покасно, значи тек кога бев на факултет, тогаш почнав да пеам. Ама добро, и хармониката не ја заборавивте, сега предавате Никако. хармоника, Никако. професорка. Тоа е мојата прва љубов. Да, ако можам така да ја крстам. Тоа е мојата професија прва и основна, значи професор по хармоника во ДМБУ Илија Николовски. Зуица, ти си позната, како впрочем и сите големи вокалисти, како и Наум, по голем број успешни балади. Балади, пред малку ја забележавме Па затоа и Капни почнав солза. со балада, да не им ја расипам И не сликата на случајно, луѓето, затоа што ја имаат за мене. Затоа што и не е лесно и не може секој да отпее тешка издржана песна. Меѓутоа, јас би сакал вечерва да те слушнеме и со нешто по-разиграно. Знаеме дека ти тоа го умееш. Знаеш што ми се Што би случува? предложила? Значи, ми се случува на свадба да речат, па ти си била наистина многу весела. Па да, каков впечаток велам ви оставив? Dream Па Team се немаш тука и многу сам- балади. И чекаат само таква песна. И јас едва начело чекам. со маестро Сашко Велков. Овие песни многу ретко ги имам пеено, посебно едната ништо не е како порано. Ама за да биде секако порано, би требало и вакви песни да пеем. Да, имаше еден хит во времето, голем хит, Боби, Боби, Да. а вечерва А вечерва Што ќе ни ништо не е исполниш како со- порано и покасно малку која роди песната.
Jaz te pevam, pesmo draga, srce krije boli taga. Može bezbolesno, ama je bolesno, barem ke se isplača. Može bezbolesno, ama je bolesno, barem ka ne se maša. Ja zapevam, oči ke zatvoram, a pred mene ti ke stojiš, si te pustiš, želji moji, samo jedna pesna sobrano. Ako mene doš do trosti, nikoj rozi ne mi nosi, ništo ne tako porano. Ja zapevam, oči ke zatvoram, a pred mene ti ke stojiš, si te pustiš, želji moji, samo jedna pesna sobrano. Ako mene doš do trosti, nikoj rozi ne mi nosi, ništo ne tako porano. Ništo ne je kako porano, Ništo ne je. i minata ни е блескава. Така е. Наум, 1991 година. Фестивал, Да. песна, Втор настап Така е. за мене, бидејќи претходната година дебютирав со Наум Бекрија, или Што ке ти е Бекрија. Меѓутоа, имали песна, се имали деси... песна, да, се случи 91. нешто што веќе никој не го повтори од тогаш, така? 4 награди во еден фестивал. Да. Вие сте толку прв и награди. последен до сега. Тоа ни Джокович не Па, толку титули. да, Тоа се и за случи, тоа најдобар беше дебитант стилго, и така? за интерпретација и од публика и од живи. Значи, Таа песна беше и остана еден од феномените во македонскиот фолк. Точно. А јас би се осврнал и на еден современ феномен од Да, актуелен феномен од денешницава. Оди звезда. Тоа е Оди Звездо. Науш, како го објаснуваш ти тој феномен на Оди Звездо? Па го објаснувам и феноменот прво Андруш. како што нема емисии во Македонија кај што можеш да ги пласираш и Точно така. нема телевизии што пуштат македонска музика. Така да за од пред 5 години рецимо што направен значи спот и песна и концерт со Тоа наслов се Оди случува Звездо. и на поширок план. Никој не знае На поширок план. која е Не е само песната. кај Кај нас. другите, да. И никој не знае ни кој ја напишал, ни што ја напишал, никако. И сам. Тоа е феномен во Македонија што Од една страна е добро што кој ќе им кажам дека песната ја напишал Дејан Ивановиќ и сите Никој не или знае. Дејан Несаница и остануваат да како така викам помина 5 години пред да ја сватите. Така да. Андруш А има- помогна во тоа најпочеток. А имаме и уште песни што се уште не се сватени. Меѓутоа, верувам дека ќе дојде ден, како и што веќе дојде време, младите изведувачи да ги воскреснуваат старите песни. Тоа е песни и многу да ги добро, враќаат во да, живот, што е толкова добро. сега, Тоа не е да. само македонски феномен, туку е балкански феномен. Меѓутоа, Тоа знаеш- се случува и со Здравко Чолич и со други големи изведувачи. Мислам дека е подобро дур сме живи ние да ги воскреснеме. Па после младите да ги освежат, Да ги освежуваат. Нешто ново. Има такви доста примери. Тој си бескрајно, Роза И моја. многу песни. Да. Јас би се израдувал некој да воскресне, например, Јано Јанинке повторно да Да, ја врати. да. И така. Или Боби. Да. Мене ме изненади Има многу неслушнати песни. Кате од Соната. Да. Вика, па јас ја пеев таа, вика, во емисија, во Зајди доаѓа и Боби, вика. И јас тогаш се свртев. А добро, викам, а што ја не сум ја спеала Боби? И многумина до сега? констатираат, Нели? многумина констатираат дека и старите песни се подобри од новите. Дали затоа што се веќе легнати
веќе се доживеани Порано повеќе се слушаше македонската музика. И мислам. тоа да живода. И не можеше секој да се доближи до камера, мислам. И до пред микрофон. камера, и до микрофон. Сега се многу критериумите многу паднати и По- морални, разлабавени, и, да. и морални, и финансиски, И професионални. секакви, и професионални. Да, нормално, што Зоица, твоето Тука мислење? некаде сме со мислењата, меѓутоа не мислам дека помалку се твори или понеквалитетно се твори во денешно време. Може би нема доволен простор за... како на пласман. слушателот ќе му наметнеш и колку ќе му наметнеш, толку тој ќе слуша. Ако ја слуша Така. 10 пати во денот, тој одмак ја научи Или може би песната. недостига маркетинг. професионална селекција, квалитетна селекција. Тоа да, ама тоа е друг сегмент, нели? Ако ако бираме хит или ако треба да се направи хит, се знае како се прави. да, да. Која ќе ја слушаш на секој час песната, Проблемот е што например нема на тоа да радио. се пласира, нема радио што Тогаш ќе стане хит. Јас сега пушта ќе македонска музика. ќе му Нема пишам, емисии, нема ќе му пишам радио. на Андруш, нашето другарче Андруш, Да не ги препее сите да песни, па избере како ја. нова песна. По негов избор. Андруш е тука, ми направи сега пред Да, видовме некој веќе. ден, да. Спектакл. ми Изненадување. направи изненадување. Го Еве да очекувам искористиме деновиве сега оваа во пригода, Скопје да го поздравиме. Поздрав Еден Андруш. поздрав до Андруш. Да го не гледаш. А веќе кога сме кај Звездо, да ја чуеме номче. Апсолутно. Оди звездо, оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Оди звездо, сенко моја, оди негде згасни, скри се негде звездо моја, оди таму заспи. Темне таму, темне таму, звездо моја, срце во ме стега, земне зимо, ладна зимо, нема кај да бега. Темне таму, звездо моја, срце во ме стега, земне зимо, ладна зимо, нема кај да бега. За тебе за тебе, звездо моја, ти си имаш небо, а за тебе зимо ладна, си го имаш снего. А пак мене, звездо моја, што ќе ми е живот, и тој што го има звездо, и го дадов сиот. На 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 na
za tebe zvezdo. Почитувани гледачи, на ваше барање и на наше огромно задоволство, од оваа сабота ќе имате ексклузивна можност да проследите топ листата на Фолк Естрада. Секако, како и досега, ваша задача е да продолжите да гласате за омилената песна на весело.мк. А каква е состојбата на топ листата од изминатава недела, ќе можете да погледнете во минутите кои следуваат. За почеток да ги погледнеме песните од 10 до 5 место. Место број 10. Стојна Николовска, Бакниме. Srce čuka prebrzo, vljubena sam vo tebe, ludo najludo. Bakni me, srce čuka prebrzo, vo obraz nese važine, moje najmilo. Место број 9. Владко Миладиновски, Кате, Кате. Место број 8. Сани, можеш само ти. Место број 7. Ирина Спасовска, Гордоста ти врие. Ti zavimaški izdrži, ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Gordosta ti brije, belosna ne krije, stisni zavimaški izdrži, ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Место број 6. Даниела Темелковска, не се надавај. Место број 5. Зуица Лазова, Тајно моја. Da mi pogali, neke sonce da me razdeli, neke zora, neke obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli, što sa nego ne sum jaz, neka nam pozavora. Ви подсетувам да гласате за вашата омилена песна на весело.мк. А како и досега, скратената верзија на топ листата ќе имате можност да проследите во Фолк Ексклузив. Емисијата се емитува секој работен ден, освен среда во 21 часот и 30 минути на Сител 3 телевизија. Да ги погледнеме и песните од 4 до 2 место. Место број 4. Миле Кузмановски, Шприцар. Izmešaj sreća i malku taga i nauči go srcevo da ne odi ponezina traga kako šprice živote moj. Izmešaj sreća i malku taga i nauči go srcevo. Место број 3. Маријан Коцев, Крал на жените. Vrela krv pomenite, aj, ja sam kralj na ženite, vi
Место број 2. Наум Петрески, Оди звездо. Odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Почитувани гледачи, пристигнавме и на првата позиција топ листата. Вашите гласови одлучија првото место да и припадне на Елена Велевска со песната Црно и бело. Едно е сонце на небото, еднаш се сака наискрено и само еднаш се простува во име на љубовта. Но тебе по стоти пак солзиве пак ти простуваат. На светов не си ти последен, но за мене ти си единствен. Црно и бело, ира и пеко, со тебе се помешано. Сузи и смеја, плачам и пеја, но па го греш срцево. Црно и бело, ира и пеко, со тебе животот ми е. Срцево море, плаче и пере, љубов без солзи, љубов ли е? Да не те сакав искрено, ке беше многу полесно, но срце лудо не бира во кого се вљубува. Може ли пролет без дождови, може ли сонце без облаци, па така и јас признавам, ни еден ден без тебе не можам. Црно и бело, ира и пеко, со тебе се помешано. Солзи и смеја, плачам и пеја, но па го греш срцево. Црно и бело, ира и пеко, со тебе животот ми е. Срцево море, плаче и пере, љубов без солзи, љубов ли е? Црно и бело, ира и пеко, со тебе се помешано. Солзи и смеја, плачам и пеја, но па го греш срцево. Црно и бело, ира и пеко, со тебе животот ми е. Срцево море, плаче и пере, љубов без солзи, љубов ли е? Време е да освежиме топ листата со две нови композиции. Првата песна е на една амбициозна и млада дама, која настапуваше на Роса Фолк Фест минатата година. Се работи за Анастасија Петреска и нејзината песна Чаша полна љубов. Втората композиција е на неприкосновениот Благоја Груевски и се вика Лична калина.
dušo kade si, kako da spijam, ajde kaži mi, se na tebe mislim, dušo kade si. Dojdi mi ti, koga sumo samena, za srekane li, potrebni se dvajica, za naša ljubov, nema zamena, so tebe dušo, ja sam najsrekna. Po nas o ljubov, mi je čošata, ispija za srekja kako naša ta. Pušni me dušo, silno, najsilno, ostani so mene moje najmilo. Dojdi mi ti, koga sumo samena, za srekane li, potrebni se dvajica, za naša ljubov, nema zamena, so tebe dušo, ja sam najsrekna. Po nas o ljubov, mi je čošata, ispija za srekja kako naša ta. Pušni me dušo, silno, najsilno, ostani so mene moje najmilo. Cela noć sedam i mislim na tebe se do golema. Boga ne te gledam, mir nemam za mene, ti si sudena. Moja kalina, moma najlična, djete zema, mlada nevesta. Moja kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Idi pokraj mene do veka ti, moja crnoka. Cel svet nema takva lika kako tebe, moja kalina. Moja kalina, moma najlična, djete zema, mlada
А кога сме кај Роса Фолк Фест, овогодинешното издание не заборавајте да го проследите на 27 ноември. Сите интересни и сочни настани ќе имате можност да ги проследите ексклузивно на Фолк Ексклузив. Е вака сега, прашања до двајцата, но може и до тројцата. Наум, Зуица, Јас ќе толку поминати фестивали, земени награди. Како што испоминавме веќе во еден фестивал и 4 награди од Повеќе од 2 еднаш. децении. Така е. Многу. Разликата помеѓу минатото и сегашноста во врска со фестивалите. Која е вистинската реалност во Македонија за фестивалите? Ајде малку да поразговараме околу тоа. Сега заврши еден Вашето фестивал. гледање на оваа наша Така е. фестивалска Кратко ќе реалност. кажам, бидејќи и нема многу што да се Многу збори време, за и време. Разликата е што Валандо, рецимо како еден прв фестивал што беше, е 20 чекаше, значи времето кога ќе биде Валандово, па да се слушнат нови песни, нови изведби со високи критериуми за тогашно време, високи стандарди, одбрани песни и морално и квалитетно и секако, значи беше на високо ниво. Гледаше цела Југославија, тогашна, и имаше критики дури од сите страни што разбираат македонска музика. Доаѓа пејачи од сите страни, значи и од Србија, и од Босна, и од каде немаше. И тоа имаше некој интернационален карактер, имаше голем селективен, внимание. големо внимание и многу публика, тога не можеше да паркираш, па не знам кој да си. Значи тоа беше све зафатено, а сега ми кажува за жал било не 10 души публика. Тоа е поразителен ефект што се направи со Толку фестивал. повеќе ефектот поразителен кога знаеме дека во последниве години дури се добиваат големи финансиски средства за фестивалите, а публика се помалку. Зуица, дали ти мислиш дека ова финансиска инекција од државата е вистинскиот начин за контраефект. поддршка на музиката? Значи, јас имам свое мислење по тоа прашање. Мислам дека тоа помалку не полако ми не порасипа сите. Убава е идејата, да. Дали само нас? Да се даде еден изведувачите? сите кои што сме Сите што се инволвирани тој во круг. приказната наречена фестивал. А тука се и автори, тука се Организатори. организатори, нели? Станува збор за Помалку сите не расипа. Полакомивме. Е сега, кој и како, значи, затоа потоа. Но, а кога се фестивалите наназад, ќе се испофалам и јас, едноцветници, и една уште поneискусна Зуица, имаше една утринска којба која што приближно исто имаше некои 4-5 награди, аранжман, текст, музика, интерпретации и едно, нели, заокружено Гран При. И баш се мислам, значи ако тогаш се случувало нешто и ако тогаш сум знаела да пеам, сега што се случува, демек не знам или не стварно не можам да разберам. Значи некако одбегнуваат наградите, одат ваму или таму. Едноставно речено, убава замисла, лоша реализација. Да. Јас имам впечаток дека публиката, впрочем и ние сите, а и публиката, очекува поголема транспарентност во поглед на изборот Слабо на победничките песни. изрекламиран фестивал. Како Слабо, ја не очекувате знаев воопшто кога ќе да дојде некој на тој фестивал? Ако Го- воопшто никаде го- не видовме го реклама поместија за во невреме, Валандо. го Она што поместија во јас- септември. Она што јас го констатирав од многобројните разговори со луѓе од браншата и вон браншата е дека фестивалите, последнија фестивали, особено оние што се финансирани од државата, има тотално отсуство на маркетинг. Значи луѓето воопшто не знаат дека се одржува тоа. Нема никакво. Само изведувачите знаат и Да. организаторите. Јас ви видам, Дури ни не знаев изведувачите јас кога не ќе знаат. биде. Да, тоа е една од најголемите Не забелешки знаев. на публиката. Друга поголема забелешка со која апсолутно се согласувам е недоволната транспарентност во избирањето на победничките песни. Точно. Се уште сме сведоци на затворени состаноци на жири комисијата, која е апсолутно недозволиво. Едната работа и другата жири работа. комисијата според мене не е поканета да има затворен состанок после фестивалот. Тука е поканета Нетранспарентност на отворена телевоутингот каде е? ќе се навратам и на тоа.
Значи, жири комисијата е таму поканета отворено, транспарентно пред целата јавност да ги каже своето мислење, Така. а не да се консултира меѓу себе. И второ, затворен, не телевотинг без мониторинг. Значи, никаква комисија во телевотинг. Мислам дека сите фестивали, организаторите, би требале да обратат внимание на ова, доколку сакаат да се поврати кредибилитетот. Јас За да се врати македонската музика и фестивалите, треба да се исечат наградите, да се стават нешто символично. символични Да. награди, А престижни Јас тие, награди. ако се веќе толку пари даени за еден фестивал, може да се наменат, еве, тој што ќе победи први, втори, трети, да наменат за нешто. За нешто и на кој сакаат тие. Да немува за некои институции кај што Да. им требаат пари. Јас имав многу Тоа е тоа. убав предлог, еве. На сите учесници да им се одреди една сума, наместо таа награда да биде 10.000 евра, нека биде 1.000 евра, колку да можеме да се почастиме и да се дружиме. Да, и да си направиме изгуби еден коктел. дружбата. Еден коктел да Токму си така. направиме. Токму така. 1.000 или 2.000 евра, многу помалце, Токму ќе така. ги помамат другите да прават Да. разни малверзации за кои што Па види, има место за сега, ќе нема малверзации се тогаш. зборуваше и кога само плакети се даваа. Да. Тоа го имало, не можеме да Кога го беа испоредиме. престижни наградите, меѓутоа сега не се престижни наградите. Зашо? Меѓутоа, секој изведувач да може да си ги подмири основните трошоци кои што ги има реално за еден фестивал, нели? Да. Зоица, кога сме веќе кај фестивалите, дали твојата народна песна е нешто од тој репертоар? Јас сум фестивалско дете исто. Што би било Секако тоа, на дека пример, е. наредната твоја Која песна? роди песната и тоа точно Валандовска една. Да. Закитена Токму со така, награда ево, за да се интерпретација, подсетиме, замислете. да се подсетиме на еден валандовски рефрен од Благодарам. Зоица. Лазаров. Благодарам. Благодарам, Зоица. Фала. Sekomu pesna sum pela, sekogo sum veselila, a mene niko ne me praša, što mi je nagoša. Sekomu pesna sum pela, sekogo sum veselila, ako je radost na lice, solza na srce. Život kako pada ke pomine, pa neka pomine. Zato site so mene zapejte, zato site so mene igrajte. Život kako pada ke pomine, pa neka pomine. Kaži mi sudbo ti, kaži mi, koji prv ja rodim pesnata. Ono što ljubav zaljubi ili izgubi. Kaži mi sudbo ti, kaži mi, koji prv ja rodim pesnata. Zašto ljubav čekaše ili ne vaše. Zato site so mene igrajte, života kako tak je pomine, ma neka pomine. Zato site so mene zapejte, zato site so mene igrajte.
igrajte, životot kako tako ќе pomine, ma neka pomine. Site so mene zapejte, zato site so mene igrajte, životot kako tako će pomine, a neka pomine. Zato site so mene zapejte, zato site so mene igrajte, životot kako tako će pomine, a neka pomine. Ете ги начнавме малку и фестивалските теми, избиднувања, а сега се вратиме конкретно на вашата работа. Малку знаеме дека има еден, можеби не новитет, но нешто што е се уште актуелно Се уште актуелно и и пресно. за кое треба да се проговори овде во Фолк Естрада на голема врата, да чујат нашите гледачи лично од вас. Тоа е нашиот Каква беше идејата, замислата? проект или нашето CD со дуетски песни, македонски староградски бисери. Дали се CD-то е оние наречено многу познати или нови? Не заборав. Леле, ме јаде, пак ме јаде, готово. CD-то е наречено Дуетски Не аподеш. заборав, за да успееме од ги заборав отргнеме, да ги тргнеме некои од песните и да станат навистина популарни, како што тоа и се случува со некои се песни, вдахне нели? нов живот, да. Да. А ја не Издадено знам- е јас не за знам кој друг- Аворт Кој подобро продукција. би го напел тоа? Па јас се надевам дека ете придонесовме да ја збогатиме нели Инаку, ризницата малку. Наум, со- извини што те прекинувам, Наум учествуваше во еден многу познат и, мислам, огромен проект. Повеќе словен албум Да, тоа беше... со Сузана Спасовска, ако не се лажам, пред доста години. Па, тоа го... Антологија, голема го антологија. смисливме, да. Тоа го смисливме јас и екипа. Да. Тоа е 120 песни, значи, на едно Тоа е издание. многу Тоа е грандиозен чалгиски проект. проект, да. Ова е веќе помало нешто, двоен Да, албум. ова е... Не, ова е само едно CD. 11 песни колку има. Со колку песни има? Брачно И цеда. 12 колку песни. 12. Да, со брачно, наши да. омилени песни, како да Да, кажам. Да. Значи не се можеби секојдневни овие што ги знаат сите. Па не Па- се баш. Има и доста од познатите. Има и ја познати, Има и меѓутоа, ој Вардаре македонски, да и речеме. непознати. Да. Кој што одамна, например, не е Обнародени. препеена. Да, обнародени Да. песни. Но ја има, например, и Ново село кај лъджите, пошто ме јаде за тие убавите штипски. Ама ја има и Димоице Моританко и Тоде, Да, што не е која што снимена, да. не е многу Се Само разбира една влијание жена. на продукцијата. Да, таа песна е од наш крај, мислам, не знам други дали имат досега слушнато, али прв пат на Носач на звук ја ставивме, јас уствари ја предложив за чалгиите и со Виданка ја снимавме, значи чалгиска изведба и сега ја Ова е втора направивме снимка, поинаква со оркестарот на снимка, Миланчо оркестар. Нашо Завков. Да. И дојде пристојно многу. А снимана е во Снимано е кај Анđелчето нашето Анđелче. Чосе. кај Подрумот. Анđелче од Dream Team. Анđелчето наше. Да. Ајде вака сега. Значи, јас не сум баш музички образована и не знам дали е Не мораш лесно да вака да откриваш. се... Нема да те тераме да пееш. Ќе пеам еден ден. А ќе Ќе переш. пеам, мора да пеам. Сакам да пеам. Сега мене исто ми е дали ќе станам и ќе пеам или ќе седам и ќе пеам. Меѓутоа викаа дека за она баш убаво да чуеш песна, а да седиш не е баш возможно за пеачиве. Меѓутоа мене ми Возможно е, кажа да. дека Наум тоа перфектно го прави, перфектно пее додека седи. Јас можам и легнат да пеам. Нема проблем. Нема проблем. Наум, дали ќе ме почестиш со еден рефрен мал? И може, како не може. Вака како сега например? да ми запееш нешто. Еве, По ваше. По желба на Наум. Руселе моме убаво,
što ti se rusi kosite. Soboga li si večerala, što si mi toliko ubava. Bravo, Nomče! Svika je čest. To je Bravo. to. Nomče je poznat Bravo. My pleasure. токму по тој стил на дружба. Серенадски стил, така. Серенадски стил и еден од последните, можеби, вистински боеми во Македонија. Не, има боемчини И во во- Македонија полу. Но еден од ретките големи и во Македонија, но и во македонскиот фолк. И Уште една таква. најпознат е како голем боем. Кога сме веќе кај тој боемски мелос и боемски песни, јас се сеќавам на една многу убава од поранешните години. Песна за стариот Јоргован. Јоргова, да, на Дамир Имери. Кажи ни нешто за таа песна. Ја направивме во времето кога стварно постоеше една група што се викаше Кода. Најдобрата група. Најдобрата група. Да. Се Тие- слушнала. Тие 10 години дури траеше. Имаа доминација на деца. Доминација имаше низ цела Македонија и имавме доста проекти заеднички од првата касета, втората и понатака. Така да имав и доста песни од Дамир Веројатно и аранжманот. и аранжманата комплет. Ништо чудно. И одсвирано Знаеме како звучи. во тоа време да со група Кода, стариот Јоргован. Па да ја чуеме, Јас Номче. сакам да ја чујам. И Апсолутно. јас Една исто од верувам моите дека и омилени. гледачите сакаат да ја слушнат. Повелено. Покрај домот твој има еден Јоргован, кој една рана пролет од него јас пикинев и коси бил красуват. Кој една рана пролет од него јас пикинев рано голема. Зраци сончеви, 105-етажни снегови, за да го видам расцутен стариот нејзин Јоргован. Вие тамбури, спомнете драги денови, се уште јасно паметам стариот нејзин Јоргован. Само виното знае за оној Јоргован. Ке скршам безброј чаши за тие деној наши, за таа младост помината. Ке скршам безброј чаши за тие деној наши, рано голема. Зраци сончеви, 105-етажни снегови, за да го видам расцутен стариот нејзин Јоргован. Вие тамбури, спомнете драги денови, се уште јасно паметам стариот нејзин Јоргован.
уште јасно паметам стариот нејзин јоргован. Браво, Луче. браво. No комент. Баш е. Благодариме за оваа феноменална изведба. Верувам дека и нашите гледачи уживаа во стариот Јоргован. Како што уживав мене. Како Уживав. впрочем. Легендарна. Криси, Толку, мене ми е тешко толку. да го окончаме овој преубав термин. Мислам дека е премал за овие наши великани. Да си да си кажа, да си кажа. Чуваме. Великани на фолк музиката и мои драги другари и колеги. Баже, ние пак ќе ги викнеме. Ама затоа Што пак се ќе не закриваш викнете, еве, девојчето Што како се разбра убаво. Фолк естрадата ќе трае уште долго и ќе имаме се уште гостување и другари, како што впрочем и јас сум неколку пати гостин во емисијата. Зајди, зајди. Се надеваме и Зеница Лазова. да се опре малку естрадава. Па ќе И се тоа е опорави ако заедничка имаме желба на емисии, сите. ако се дружиме со гледачите, така, ќе ја опоравиме. Токму тоа е една од целите на фолк естрада. Иницијатива дигнеме јавната што ја покрена продукцијата Тројка со заеднички сили и со ваша помош да се И на наше обидеме задоволство. да го вратиме сјајот на фолк музиката и да ја донесеме на она ниво кое што го заслужува. И кој што вие двајца го знаете. Дај Боже. Па го почестувавме малку Па така, така. во некои Фативме убави малку години. време, да. Криси, Јас чекам покана. Така? Ева, проблем отворена покана ќе си има сигурно. До тогаш ќе го поканите Ќе го уште поканеме, уште една, не го за да обади. си го најави концертот. а се разбира и Секако. екипата на фолк естрада. Нашите репортери ќе бидат таму присутни и ќе го овековечат и тој настан и ќе го промовираме овде. Јас мислам Јас дека уживав со вас. е време да им заблагодариме на нашите гости, Уживавме и ние. да ви пожеламе успех многу. во натамошната кариера и да се видиме повторно. Се Се разбира. гледаме за убави работи. Само за убаво. Поздрав.